Председателе, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, имаме еден предлог на закон кој што сметаме дека ќе ја подобри ефикасноста на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен, но исто така ќе ја зголеми и довербата на работата на оваа комисија. Именно за што станува збор? Се утврдуваат и се дополнуваат условите за разрешување и вршење на функцијата председател на оваа второстепена комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос. Односно, предлагаме тој кој што ќе биде член на оваа комисија и кој што треба да биде избран за председател на оваа второстепена комисија за управна постапка и работни односи, да не смее да биде член на орган на политичка партија. Бидејќи се работи за второстепена комисија која што одлучува за речиси целата администрација, во втор степен за жалби, поплаки на вработени луѓе во администрацијата, гледаме колку има голема поларизираност и за жал и од самата комисија за спречување на дискриминација укажуваат на тоа дека најголемите поплаки по однос на дискриминација често се заради политичка основа, затоа предлагаме председателот на оваа комисија од втор степен за управни и работни односи да не смее да биде член на орган на политичка партија. Тоа би значило дека би требало да се избере и нов председател на оваа комисија од втор степен за работни односи, бидејќи сегашната председателка на оваа комисија, Даница Чадиева, е исто така и председател на Општинската организација на СДСМ во Велес. И има многу поплаки од граѓани кои што размислуваат спротивно на господата Чадиева, дека не се третирани рамноправно нивните представки или нивните жалби кога одат до второстепената комисија за работни односи и за управна постапка од втор степен, и затоа сметаме дека на ваков начин долгорочно би ја зголемиле не само довербата на оваа комисија кај вработените во јавната администрација кои што имаат жалби и поплаки, туку исто така би имале и поширок собраниски, политички и општествен консензус во работата на оваа битна комисија. И затоа ценам дека доколку се даде поддршка на еден ваква измена на законот, ќе биде поддршка за продуктивна реформа на оваа комисија, на која што ќе можеме долгорочно сите повеќе да ја веруваме, а најмногу граѓаните кои што имаат реални основи и реални потреби да упатат жалби до оваа второстепена комисија за управни и работни односи од втор степен. Благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе добие поддршка и од владеачкото мнозинство. Благодарам.